Четвртина од населението во Македонија е на возраст од 15 до 29 години. Токму затоа, младите луѓе се оние кои треба да бидат сериозен партнер на владините институции и да учествуваат во нивното креирање. Најголемото представничко тело во државата, Националниот младински совет на Македонија, денес одржа консултативна средба на која младите дискутираа за најчестите проблеми со кои се соочуваат во нивното секојдневие. Преку проектот кој што го реализираме во последните 6 месеци, младинско учество, формиравме една група која представува консултативно советодавно тело за градење на политика на Национален младински совет на Македонија. Самата група се вика Младинска инспиративна група МК, се состои од 9 членови, представници на организациите членки и организираме национални дискусии во 8 региони во Македонија. Според Крстевска, најголемите проблеми со кои се соочуваат младите се во делот на образованието, вработувањето и младинскиот стандард. Колку младите се заинтересирани за вакви консултативни средби? Колку имаат расположеност да разговараат за нивните проблеми? Зависно, иако многу се зборува дека младите во Македонија се пасивни, јас не го делам баш истото мислење. Значи треба да се поттикнат младите луѓе и доаѓаат и разговараат и начинот на кој што сето тоа им е нели пласирано или дадено, тие можат да се вклучат и да дискутираат. Зависно од кој регион, зависно од кој град, нормално како сето тоа е изведено претходно за да се поканат тие млади луѓе, меѓутоа да, младите луѓе се вклучуваат. Ова денеска првата консултативна средба што се одржува во Штип, нашата главна цел е да дискутираме на 4 теми кои што претходно ги утврдивме. Започнавме со една главна генерална конференција која се одржа во Скопје, каде што младите дојдоа и ни кажуваа работи кои што смета дека се предизвикува нашата држава. Од тоа ние излековме 4 теми кои што ги наставивме и со тоа тука доаѓаме во Штип за прв пат за да ги повикаме младите да ни кажат што мислат за тоа. Денес младите штипјани дискутираа на 4 теми, и тоа образование, младинскиот стандард, општиот живот и економијата. Инаку, после денешната консултативна средба, Националниот младински совет на Македонија продолжува во Куманово, а оттаму и во останатите региони во државава.